Добро утро, почитувани слушатели. Денешната емисија на Фейсбук ја ставивме под работен наслов "Почнала битка за тронот на Ковачевски, кој ќе го преземе". Денес ќе одиме со оваа многу интересна тема, во која што ќе ви презентираме ексклузивни информации кои доаѓаат директно од Бихачка безброј, затоа што за нас и понатаму е Бихачка. Ова Павел Шатев некако ми е со сета почит кон Павел Шатев како историски лик. Не, во ред остана Бихачка во имагинацијата, можеме така да кажеме. Да, и вака Ивица, откако по сите можни анкети, и оваа вчера која не ја демантира, во која губат 2:1, во која Ковачевски има двојно понизок рейтинг од Христијан Мицкоски, СДСМ оди кон тоа дека веќе им се внатре јасни работите, дека на наредни избори ќе доживеат дебакл, а таа партија не би обстоела 30 години ако го нема тој камелеонски фактор да се прилагоди на новото време. Така што внатре веќе има сериозни лоби групи за тоа кој ќе биде наследник на Димитар Ковачевски на тронот на СДСМ. Добро, значи ова се информации кои што до тебе, веројатно до сите новинари и до сите општественици во Македонија доаѓаат, главно чаршиски. Така што ти во твој стил, ти во твој стил сакаш да ги пробиеш сега во генералната јавност. Не вака сега да ти кажам. Значи јас знам што е рекла казала, имам веќе тој филтер, а што е нешто реално. Ова веќе не е рекла казала. Ова го надминува. Почна како рекла казала, но кога некој на маса ќе седне со вас и ќе ви каже дека има амбиции да биде лидер на СДСМ, тоа веќе не е рекла казала. Тоа е веќе сериозна амбиција, особено кога доаѓа од сериозен човек. Знаеш. Добро. Сега вака. Во моментов во СДСМ има две групации кои се екипираат. Едната групација се екипира околу Оливер Спасовски. Тука мораме да бидеме искрени. Тука доаѓа пред се таа група во СДСМ од внатрешноста, но да бидеме искрени, оние кои се со албанска етничка припадноста се членови на СДСМ, тие го симпатишаат исто така нели Спасовски. Тука е Куманово, каде што тој де факто се пресмета со Максим Димитриевски, и веќе скоро отворено Оливер Спасовски има амбиции да биде лидер на СДСМ, а втор, кој исто така има амбиции да биде лидер на СДСМ, Ивица, е нашиот драг Миле Зечевиќ. Да, значи, само што имам ја проблем, не го чувствувам за политичар, знаеш. Зашо го чувствуваш? Па што знам сега, знаеш, Миле го имам запознаено точно преку Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа некако, знаеш, никогаш не сум го доживел како политичар. Тој за себе во овој момент има таква перцепција и дури... Леле, ова е добро, тој за себе има таква перцепција. Значи, и дури она што го има како перцепција е дека зад него стоят две важни структури во СДСМ. Тоа се остатоците од скопското крило на партијата. Нели оној дел кој не беше оттргнат од партијата поради Зоран Заев, значи остатоците во скопското крило на партијата, и она што се нарекува безбедносна структура на партијата. Затоа што тој сака околу себе... безбедносна структура на партијата удбаши што се моткаат околу СДСМ. Да, тоа сакам да кажам, да, удбаши. И која е таа моќ таму на таа група што има во било која партија, да објасни ми, знаеш? Не знам, например, Мили има озбилна мрежа, сакаш да кажеш нека? Па добро се така, он тоа го прикажува. Ние да не претеруваме со зборовите. Не може да имате озбилна мрежа ако имате 10 души штаб. Она што можам да го кажам, нели се мора да се каже убави зборови за секого, дека Миле
ака добар другар, добар пријател, добар е за Школски му е на Горан Момировски. да, добар е да се седне во Значи кафејана. имаме проđe сите кај него. Пошто му е школски на да Горан се седне Момировски. вака во кафејана, да се направи еден муабет, втор муабет, трет муабет. Затоа да. Ама некако, знаеш, имам проблем да го доживам како политичар. Тоа ми е тук нешто тука не ми оди. Да, Се не знам. не сме го виделе Не знам дали ме разбираш што зборам. Да. Многу често не го гледаме во позицијата да каже просто проширена реченица. Па суштината, Да види, знаеш. не сме, значи, пак, Јавно. 100 пати сме рекле, значи. И тоа е едно правило не само во Македонија, генерално, глобално во политиката. Ако постои фама околу некој човек кој што не излегол и не кажал ништо во јавноста, тоа е тоа. Тоа е Далеко фама. па сега од тоа дека Тоа Оливер е Спасовски е фама, виртуоз на просто проширените реченици. го има во јавноста. Значи- Немај така се. Значи го има, види. Оливер Спасовски, што сака може. Значи, оставаме на страна содржинскиот дел. Оливер Спасовски е политичар. Види, да немаме тука никакви дилеми. Каков И политичар не е само тоа, прашај? чекај се, да, тоа е друго. Понатаму, Оливер Спасовски има исто така една особина која што го прави многу специфично на македонската политичка сцена, раководи со години со Министерството за внатрешни работи, таму експлодира еден куп скандали, додека тој е таму. И за него не се залепи ништо. Ништо. Значи тефлон политичар. Добар тефлон. Да. Меѓутоа политичар. Тука да немаме дилеми, Но, знаеш види се, онака. например, Радмила Шекеринска во оваа битка наводно е на страната на Миле Зечевиќ. Не сум чул ова се, од кај ти ова се? Ова ми е последно, од синоќа ми е. Ја ова не го слушнав до сега. Заедно со цела неизина свита. И тоа ми е интересно сега. Види, по мене сега, барем од она што гледаме во јавност. Значи, постои еден, како да го наречам, само прогласен ултралиберален, ултраграѓански дел од македонската политика, главно сконцентриран во Скопје, можеби 2-3 точки имаме битл оваму таму, кој што гравитира околу Радмила Шекеринска. Факт е тоа. Ама право ти кажам вака, кога ќе ги разложиш, нивното влијание во СДСМ е маргинално. Нивното влијание во јавност е можеби малку поголемо, Но затоа што имаат врски прашањето е за- со медиумите, со дел од невладиниот сектор поврзан со... Зад кого ќе застане Зоран Заев? Значи, тоа е исто така озбилно прашање. тоа е битно. Да. Зоран Заев е навистина важен фактор во таа партија. А Бранко Црвенковски? Бранко Црвенковски е во моментов аут и токму тоа е еден од Од каде? од СДС А бе, ајде. и тоа е еден од асетите на Миле Зечевиќ. Миле Зечевиќ Ама настапува чекай сега. со тоа дека Бранковото крило ќе се врати со него. Значи, ако... Сега види, ако Бранко Црвенковски излезе со изјава во јавноста, околу иако не верувам дека, не знам, ти веруваш дека ќе излезе... Не верувам, Добро. но Ако тој излезе со изјава околу внатре-партискиве работи во СДСМ, со подршка за едните или за другите, тоа нема да има влијание на јавноста. значи вака сега. Значи, види, партиите, она сме го Не, зборили не. со... Ајде, Тука сакаат тие да наметнат една лична димензија. Значи факт е дека Миле Зечевиќ е лично поврзан со структурите на Бранко, е јавно ќе им кажеме на слушателите. Минчев, кој е еден од најблиските соработници на Бранко Црвенковски, тој е во кумовски односи. Миле Зечевиќ. добро. Иако па сега има една друга информација која е потврдена, е тоа дека Минчев директно на Зечевиќ му ја депонирал својата исписница од СДСМ. Иако се во Да. кумовски врски, да. Но да не навлегуваме, тоа се лични, лични работи. И? Сега што е работа? Зечевиќ настапува со таа аура дека јас ќе ги обединам сите. Затоа што и јас сум близок со сите, имам проđe кај Бранко, имам проđe кај Заевци, имам проđe кај она што се нарекува рурално крило на СДСМ, каде што Оливер Спасовски за волја на вистината е подобар, и јас можам да ги наместам коцките и да бидам лидер на СДСМ на таков начин. Добро. Значи. И сега? Сега суштината е дека тоа е позицијата на Миле, но она што е слабата точка на Миле, тоа што ти го кажа, тоа е дека
некапацитетот да се каже просто проширена реченица. Мрта мала работа у политика се каже. Најважна работа у политика. Да. Но тука он се вади, па ете и Груевски која дојде не беше харизматичен. Тука тоа му е тоа него. Добро, Ма добро, сега да бидеме искрени, па сега и Ковачевски не е некој Џон Кенеди вака сега. не, добро, види сега. Да бидеме искрени. Ама сега на друг начин Никола Груевски се градеше сега, например, во Македонија, ако се сеќаваш, цела ману, таки фити, еден друг кажува како вдека ќе крахирала економијата, зашто ќе се воведел данокот на дадена вредност. Го воведели. Зборам се за тие реформи што беа преземани тогаш. Во однос на финансиското работење како министр за финанси, регрутација на кадри и така натаму. Значи со таа работа тој човек настапи таму. Ако добро се сеќам се, не знам. Дури, Да. еве да бидам објективен, Зечевич има за себе таква реформа во букмейкерите во СДСМ, и такво нешто има. значи најнизок коефициент за иден лидер на СДСМ му дава токму на Зечевич. Не знам ваш база на кој пресметки. А Филипче, нели едно време не го спомнува? Филипче во моментов е како се вика тоа, зафатен со боемштина. Како што е тоа? Ајде дефинирај ми го ова, значи. Тоа е една појава каде што мене тоа ми се случи негде измеѓу 25 и 30 години на секој Тоа е човек. нормално, добро. Во различен дел од Добро. животот му се случува кога еден човек ќе одлучи дека најбитно во животот му е да се забавува. Ама веројатно и работеше во тој период. Ја помнам во тој период ти работеше. Малце помалце од сега. Значи, работеше се, ајде. во тој период, па добро и Филипче работи валјда оперише таму у болница. Во тој период најчесто наоѓате другар кој е во слична фаза во животот. Во случајот на Филипче тоа беше Или во множина другари. или другари, во случајот на Филипче тоа е заев, нели, со кој заедно откачувате и на таа возраст едноставно шетате, пиете, уживате, ги трошите сите пари, понекогаш се задолжувате и така натаму. Во нивниот случај нема потреба од задолжување, долго беа на власт, така се на фатираа, нели? И во тој период едноставно имате ханговер период кој трае месеци, може да трае години. Имам другари на кои уште им трае, го почнале на 22 години, не им завршил до ден денес и така натаму, но генерално некому подоцна доаѓа, например, ако мене ми дошло на 26-7 период години тој период да дивам, веројатно и тебе ти дошло тука негде, мада може да ти кој се вратил од Америка те пукнало тоа, може да пред да отидеш, не знам сега. Ќе треба Може таму. може таму ќе треба да разговараме. Да. Но во нивниот случај генерално сега ги има пукнато. На 40 и нешто, измеѓу 45 и 50 години ги има тој процес Не удрено. бе постари се од мене. Не, ово е колку мене, Филип. Кој? Па тука меѓу 45 и Ово е 50. постар другиот. Тој Добро. после 50, тој малце поише каза. Добро. Ама ќе се Добра де средат. фаза е, така. Ќе се средат. Децата да се изживеат. Сега така идеш што- без база на тоа. Така Ќе било, се нели? изживеат, возат мотори, дискотеки, дом периньони, жени, дом периньони, дискотеки, коцка, убав живот генерално. У Грчка се и заедно се 24. Ама добро, може би е седум. тоа параван, а за Знаеш. тоа имаат семинари кај што се подготвуваат за превземање на СДСМ. Не верувам. Добро. Мада СДСМ е партија која структуролошки може од кафана да биде преземана, но во случајов во случајов мислам дека не станува збор за тоа, да бидам искрен. Како бе така бе се има 24. сериозни луѓе имало таму, има се уште. 24/7 се заедно овие двајца, ни се крева гледаноста на стримот, така што букмейкерите во СДСМ, да се вратиме назад, неголеми шанси му даваат на Миле Зечевич, иако според многумина Оливер Спасовски е најсериозниот А кандидат. зашо го отпишуваш Димитар Ковачевски? Може би ќе победи на избори? Добро. Може би ќе се остави влада, нели тоа е целта, нели? Постои поголема Нели веројатност. во моментов СДСМ се клади дека ВМРО ќе победи, но нема да се остави влада, па нешто калето албанците вака така. Нели тие се му Постои поголема веројатност. Дури последното што го слушнаве дека наводно они ќе земале 40 претендици, Дуи ќе земале 25 и готово, да. Постои поголема веројатност дека Зоран Заев и Венко Филипче во моментов го студираат Кант
наместо да безделничат, од тоа Ковачевски да победи на наредните избори. Добро, првото и можам да го замислам. Не се види се, јас генерација ми е Филипчо интелигентен дечко се не. Не зборам за вториот. А добро. Кај него има една природна, знаеш, нека филозофска школа помината, знаеш. Значи, ака се, дека ќе победи Димитар Ковачев, и ја почнавме така оваа емисија, ама нели сега ти кажам сега, дека нема шанси да победат. Начело тие муабети кои што ги води Социјалдемократскиот сојуз, кои што се прелеваат на секаде, е дека ВМРО ДПМН ќе победи, но нема да му дадат, не знам кој е тоа што не дава да формира влада, па се спомна американската амбасада, калето, па се спомнува дека наводно Социјалдемократскиот сојуз со сите албанци пак е направил влада, пак имаат на 61 пратеник. Ја не ја гледам исто така таа теорија која пред јавност нели се промовира. Не пред јавност не издегол никој да го каже. Во суштина во позадина. Но ако се случи ова, Ковачевски станува лидер, така ли? Или не веруваш? Да речеме да се случи ова. Шансите да се случи тоа се еднакви на шансите ја утре да имам исто на Forbes со Ворен Бафет. Постојат шанси не? Добро, утре неам. Добро. Постојат шанси, секогаш постојат шанси. Значи, да бидеме искрени, може ќе се случи нешто, не знам. Може Ворен Бафет ќе дојде и рече ти пола и ќе бидеме изедначени. Значи, да се разбереме, шанси секогаш постојат. Како значи ко Тито на Цацко, нели што така тебе Ворен Бафет. Но реалноста да се случи тоа е чека Љупче ти ли си бе, јас сум бе. Одново ние у Омах и Глишички ги збратимеме. Една луда мара ги дели. Една луда мара ги дели. Значи суштината е дека шанси постојат за тоа, но колку се тие шанси се минимални, веројатно исто колку ја и Ворен Бафет утре да бидеме изедначени на листата на Forbes. Добро, значи таа варијанта да не ја разгледуваме во моментот. Да, таа варијанта е добро, ама да изгуби на изборите, да го сочува лидерството со СДСМ како Бранкова 98. Па Бранково 98 го зачува лидерството затоа што прво изгуби достоинствено, што не може да му се случи на Ковачевски. Што значи тоа достоинство? Па не изгуби 2:1. Добро, ама тоа беше опозиција на еднопартиски парламент изгуби, пази се. И второ, сепак беше Бранко. Тоа беше човек кој е градел од првите моменти СДСМ. Ово е од нигде го донел Заев. Зуво му рекол биди лидер на СДСМ. Бучковски не сакаше се повлече, меѓутоа го променија на Конгрес 2006, така беше. Еве, Рале вели, на 50 години не е боемштина, туку е middle age crisis. Добро, сега ти политички коректно. Ја политички коректно. Ова средновековна криза ја објаснем, да не навлегуваме сега толку во приватност. Добро, средновековна криза. Помината е одамна. Добро. Многу вештерки спали. И одиме сега, значи 2006 Бучковски го сменија. 2008 Шекеринска се повлече, така беше? Да. Па беше Заев. Чувар на тронот Заев додека заврши мандатот на Црвенковски, така? Па 2011 се повлече Црвенковски? Не се повлече. Изгуби на изборите, ма не се повлече, така беше? Да. И он се повлече после локалните 2013, убаво рачунам? Да. Па Заев ги изгуби 2014, ама не се повлече. Да. Па зема со тој бомбашката кампања, бомбашки процес, како се викаше. А потоа затоа што му се наљути на народот. Дали со црковна терминологија место блюстител. Така се вика, место блюстител. Тоа е Заев што беше, Тоа е старословенска, да. Место блюстител. Да, еве, ја ова скоро го научив као збор. А ја го употребив кога беше. Да, добро. Еве, почитувани слушатели, и ние да предим. Заев беше место блюстител. Да, тоа е старословенски чувар на тронот. Да. Добро. Одиме понатаму. Потоа се наљути, нели, затоа што замисли народот не гласал за него при Нобелови награди, при спасување на земјата на свет. Мислам дека тој Грета Тунберг тогаш, нели, го спасува светот. Грета уште го спасува овакво... Мега време и муабет си направи. Да. Чекай, Значи, да бидеме искрени.
Во меѓувреме Заев и Грета Тунберг нели разговараа. Да, ма пократко отколку со Порошенко, така Порошенко со години траеше. Комуникација. WhatsApp едно друго, така ли беше? Да. Добро, ма не е битно. Значи, да се вратиме сега на темава. И сега, Ковачевски исто така требаше да биде нели чувар на тронот, додека народот да се свести дека е сгрешил. Нешто се одложи ова работа. Не, Ковачевски не е чувар на тронот. Заедно 4, чекай се. Како може да партија да изгуби за која што само на внатре партиски избори гласале 40.000 души? Значи сега ти викам, што сакам да ти кажам, во моментот кога Заев си замина од тронот на СДСМ, добро. од тој момент натаму Заев се повлече официјално. Добро, нели пишуваше денови дека наводно и Јово Деспотовски ќе обновува својата кандидатура. Кој Јово Деспотовски? Ој што е технолошки везони. За СДСМ? Да, и тој ми е генерација како Филипче. Тоа е веќе го знае некој да кренат раците што го знаат Јован Деспотовски. Молам. Па повеќе го знае во политиката отколку Димитар Ковачевски. Едно време и колумни пишуваше од Дневник, излагаше за тоа да. Во однос на али па на пример помалку го знаат во однос на Миле Зечевиќ. Има бе Миле некоја аура која ќе погледне тоа опасен поглед. А има тоа, да. Знаеш, оној има тоа. Па тоа брада, па некоја тоа Вардарски што си го додаде. Тоа звучи конспиративно партизански. Ме разбираш што сакам да ти кажам, има тука некоја мистика, човече. Да, бе, очекуваш. Знаеш, не знам дали очекуваш сцена кој од партизанските филмови, Друже Вардарски. Да, некој е таков муабет. Па елекот, дури елекот е праен, оние лециве што ги носат на тоа рамо до рамо, не знам дали приметуваш. Не. Као да е мерен за Миле Зечевиќ. Као Миле да го пробал и сите модели да ги порачале у однос на Миле Зечевиќ. Оној срвизам во Скопје што се користи као Саливено. Да, абе спие на него, не знам како да ти кажам елекот. Што не може да кажеме за еден Бојан Маричич кој него закопчува елекот. Не разбираш, или за ој као се вика. А и таму иде на тие рамо до рамо и таму иде со обезбедување? Кој? Маричич? Не знам. Не можам да се. Ја само видов тоа дека греото ме фати стварно, пошто јас сум дебел човек и си имам соочуено со тие проблеми, стварно е греото која не те закопчува нешто. Добро да ама, а до кај е таа кампањава рамо до рамо? Не знам, вајде, сега мислам нешто трибини почна. Не бе супер, нек си тераат све. Дури се вели дека кампањата рамо до рамо е, како се вика тоа, начин за востоличување на Миле Зечевиќ за лидер. За лидер на СДС. Ма почната е она Game of Thrones. Тарарам. Јас сум Джордж Ерер Марлин во овие наши Game of Thrones. Добро, има кој јавач на змејот во Социјалдемократскиот сојуз веќе кога тргне веќе во таа насока? Богданка Кузевска, не знам. Не знам вака сега да бидам искрен. Добро, Богданка не е другарка, една друга. Али ако треба Сърси да ја гледам она лошана... Мајка на змејовите значи е Богданка. Да, она што е лоша на Сърси, тоа е дефинитивно Шекеринска. Добро. А што улога на Сонја Лукаревска ќе дадеш? Сонја Лукаревска е Санса Старк, пошто она сите ги смени раководство во СДСМ. И остана кралица. И на крај дури стана, си испомачи стана кралица. А зашто не зе? Она се не знам кој е Jon Snow. Ај се да бидеме сериозни. Еве, на пример, зашто Сања не би била лидер, сериозна жена. Исто и Санса. Па да, на крај може и ќе стане за после неколку генерации. Не, тоа може нешто ќе заличи. Искрено зборуваме се. Извинете, во ова сценарија Jon Snow е Заев. А Филипче кој е тука? А Филипче кој ти е од сценарија? Не знам. Филипче понекогаш знае, со тоа вакцинацијата многу напињаш, он може да биде и White Walker. Знаеш, он е. Продолжуваме со Game of Thrones Edition СДСМ. Не, ма чекај се, не крати се, еве, сериозните ти ги давам. Еве, Богац, например, зашто не би можел да биде лидер на СДСМ, ја водел младината. Млад е Богац, што Богац е 32-3 години. Ама посериозна ми е од ова што се до сега го зборуваш. Можам ја да бидам главен уредник у радио и Богац може да го води. Не, ма дозволи се. Значи
и Богац и Сања мене ми делуваат многу по лидерски. Они двајца су екипата на Миле Зечевич, да знаеш. Аха. Не сум чуло. Ја мислам дека не е така. Од тоа јас што го слушам. Значи јас знам дека ова е на Миле Зечевич. Рушиме рекорди за гледаност. Не, ја да тоа знаеш. што го слушам јас дека не е така. Ја тоа што го слушам е дека и Богац и Сања си имаат своја внатрешна тежина во Социјалдемократскиот сојуз, немаат фракции. Меѓутоа и членството и раководствата, локални, национални, ги почитуваат. И немаат зад себе некои специјални посебни багажи. Не дека немаат, ајде. Овакво. Така што делуваат лидерски. Зборуваме Будиме со реклами по кои ќе ги дознаеме разврските, почитувани слушатели, на омилените зборови ми е разврска ово утро. На тоа какво ќе изгледаат игрите на тронови во СДСМ. Игрите на тронови во СДСМ, тема на радио Лидер ова утро. Под младокот исто така е со Зечевич. Не знам дали знаеш. Абе не знам, ама се зборуваме, се сериозно реков малце да фатиме. Значи, пази се, пак еве определивме неколку ликови кои што имаат сериозна политичка тежина. Таму ако тргнат во реформа на СДСМ, да се вратат на позициите кои што ги имаат, сега, што би можело да значи реформа на СДСМ? Реформа на СДСМ би значила прво да се вратат на асномските патеки. Тоа е сепак партија која влече континуитетот од Сојузот на комунистите на Македонија, кој што предводеа борбата за победа против фашизмот и за создавање на модерна република Македонија, како дел нормално од Југославија. Понатаму имаат сериозен кадрски потенцијал, ово општество е градено за СДСМ вечно да владее со него. Овако. И сега, доколку успеат да најдат сериозни луѓе кои што ќе отсликуваат оваа визија, доколку се извинат за начинот на кој што Зоран Заев го донесе Преспанскиот договор, го донесе договор со Бугарија и така натаму, и доколку сериозни луѓе застанат за целата таа работа, тоа може пак да се врати да биде сериозна партија. Па еве да речеме, во овој момент, сериозно како фигура во СДСМ се наметнува таму преку градска кисела вода нешто. И тоа видов имаат цели групи кои скапо се спонзорираат за да градат бренд околу него. Некој известен Горан Трајковски Штраус. И така е Мислам се, ова. ај биди сериозен се. Ама озбилни пари се фрлаат кај го најдеш Штраус, ја ќе биде ова. Мислам, јас Да. Јохан Штраус го знам. Добра, ма ова се од Вардарски до Виена стигнавме. Па тоа е многу чудно, не знам дали приметуваш таа мистика околу прекарите. Околу реки. Го имаш тука Вардарски, го имаш Штраус. Таче, нели? Добро, Штраус и Леви Штраус, овој фармеки, Левис. Што се? Нели, он е Леви Штраус? Не се чуте така, добро или добро? Не знам дали по фармерки или по композиторот. Не, ама не сум чул за човекот, така што видиш, шум не си чул за некој не може да биде лидер. Добро, сега ја ти кажувам како идат дискурсите. Не, ама сега, ако не, ама сега ти кажам, ако не си чул за некој, не можеш да кажеш дека е лидер. Понатаму исто така не можеш да оцениш, знаеш. Работите се забрзуваат. Изборен пораз може да значи многу работи. Овако. И консолидацијата може да отиде у 15 насоки. Па да. Види, најпаметно на СДСМ ќе им беше Максим Димитриевски да си го стават лидер. Абе се, не само тоа, туку да направат една широка коалиција, широк блок и така натаму. Има тука многу работи кои што може да ги сторат. А жал ми е за Филипчи, искрено. Филипчи имаше огромен политички потенцијал. Абе добро, од друга страна, и ти не се сумнеш, претпоставам дека добар хирург е човекот. Извонреден. Има занает, за разлика од Заев. Али има занает, ќе си се врати на занаетот и може да... А ја и од тераса му аплаудирав, се сеќаваш што... Добро, доста се Не, ќе се врати на занаетот, ќе се врати на занаетот и има тука содржина. Треба само кризава да помине. Се сеќам кога кажа Заев за него еднаш, знаеш, нека не бива тој човек да биде заробен во операциона сала. Добро, решил доктор да бидеш.
Тој не е заробен. Ако си доктор, тоа значи дека тоа ти е место каде што одиш, нели, да си ја сработиш работата за која што си спремал. Пази, пачка хирург, знаеш дека 6 години медицина и уште 6 години специализација. И ти викаш, зарем тој човек ќе биде заробен во операционна сала? Па тој 12 години учил да работи секој ден во операционна сала. Сега човекот си има друг приоритет. Мислам дека и преселен во Струмица во моментот. Абе не е битно, меѓутоа сакам ти кажам дека човек сегде може да го однесе, дали љубовта кон другарите пред се, нели, мислам. Сакам ти кажам дека Венко Филипче има занает и извонреден. И треба да се врати на занаето за да батали лошото друштво, така, сакаш да кажеш. А тоа го кажам, да батали лошото друштво. Сега, ако сака, може да продолжи со политика, нормално, меѓутоа... Како своевиден... Ја у овој момент, мене ми е јасно дека Миле Зечевиќ ќе земе таа партија. Дај биди сериозен се. Цело време се трудам да ти опишам како тоа иде, какви се разврски са Миле Зечевиќ. Ние еве двајца може да ајде Миле, кажи ми една мисла на Миле. Тоа е суштината. Сите го знаат, а ништо не кажа. Добро, кажи ми знаеш ли што е тоа? Ништо не кажа, сите да го знаат. Едно впечатливо телевизиско интервју на Миле. Кажи ми една дебата со некој од СДСМ со некој од ВМРО ДПМН на Миле. Тоа е главниот асет. Добро. Кажи ми еве Миле ќе биде главен баук во СДСМ, некој за кој сите зборат се додека не отвори уста. Он има одличен пиар, што му рекол ти бате да кјутиш. Ме разбираш? И сега, тој го гради митот околу себе врз база на тоа. Не, и еве една друга работа, затоа што денеска ти без пари даваме совети. Овако, еве еден бесплатен совет од мене и од тебе. Слушнавме дека наводно има некои израелски експерти, двајца во Скопјево. Едниот да ти работел со СДСМ, вториот ти работел со ДУИ. Значи, ако сака да си ја спасат партијата. Значи, сите такви пробисвети, белосветски, кои што изиграваат дека знаат политички маркетинг да работат во друга земја, то се брка на клоци и се забранува да дојде на 500 метри од било која партија, ако сакаат да успеат. Ајде објасниме зошто е тоа така. Затоа што политиката е секогаш локален феномен, политиката секогаш е врзана со јавноста, со јазикот, со културата, со обичаите, со традициите. Не од Израел, од Свети Израел да донесе човек, врска нема кај се наоѓа и што може да даде како совет. Полнат со пари некоја бараба таму, очигледно. Гледаме дека дал совет, дека требало да идат на поларизација, да има како го поларизираат општеството, тие секојаш... Што се такви глупости не видиме, ти кажам. Кажам, ја ги го пратам овој политички пиар на овие, како ги вика, кингмейкери, они правеле све. Например, има еден интересен феномен, тоа господинот Линтон Кросби, он беше во Австралија, има донесено неколку премиери, како работел како пиар, озбилна компанија има позади себе. И тоа е. И тоа се види. Слушај тоа се митови и легенди. Во Англија почнаа да го нарекуваат The Wizard од Фос, значи, и своевремено го ангажира. Го ангажираше Дейвид Камерун, како го ангажираше? Отиде у Бестрага, па после почна да работи со Тереза. Ама без разлика, гледај, без разлика што се во исти јазик, сосема различни општества се. Со сосем различен сентимент. Иако се дел од Комонвелт, под иста круна, ист јазик, едното општество произлегува од другото и така натаму. Австралија и Велика Британија пак не можеше да се снајде во таа операција. Ама како ќе се снајде? За да бидете добри во пиар, треба да бидете од овде, да го познавате. Не само тоа, него и се мешак, знаеш, овдека кај нас мора да ти кажеме друга работа. Партиите, за жал, тука ќе ги критикуваме сите партии. Овакво. А највеќе Социјалдемократскиот сојуз, затоа што од нив највеќе па се очекуваше, искрено, во овие години на транзиција. Партиите во моментов се шупливи одвнатре од било каква политика, не комуникација, политика. Значи, како еве тест, ќе им кажеме на граѓаните, како се тестира колку се шупливи партиите. Значи, колку повеќе се они згрозени, колку повеќе викаат и се дерат, колку повеќе се лути заради нешто, толку помалку имаат политика за таа тема.
Еве, тоа Или е еве, тоа. например. Значи, Исто, верувате, да. еден друг мит. Ајде. Дека Тони Блер толку долго бил премиер поради Алистер Кембел. А нема врска, Не бре. точно. Човекот направи реформи во британското Не е општество, само тоа, него кои се вие- случуваат до ден денес. Даде Него една вие цел... 17 години беа на власт тамо, Да. зборам за конзервативците. Во тие 17 години власт, добро, се направи мит за Маргарет Тачер, митот го направи, а тие што она ги направи богати. И митот се направи отпосле. Инаку Маргарет Тачер како име во целиот дел на Британија, кај што постои работничка класа која што изгуби многу ради незиното владење, не сме да се спомне она како име. Значи, поомразено име нема. Иди во Велс, кажете. Во Велс, бе, Кај кај рударине, рударите. да, кажете. Или во Северна Англија индустријска Апсолутно. кажик Маргарет Тачер, па ќе видиш како ќе помине. Да. Овако. Не само тоа, туку имаше како сега еве, гледаш со конзервативци, секој втор ден некој афериште, некој чуда, некој работи. Сини у бизниси Да. со Јужна Африка со И 300 сега глупости. овој успеа да направи една друга работа. И таа работа треба, меѓу другото, сега партиите во Македонија да ја препознаат. Што направи Тони Блер? Тони Блер препозна дека општеството во Англија е мрднато во една насока и дека таа средна класа веќе не е толку конзервативна како што била, значи можеби во своите погледи за културата и за други работи се малце полиберални. И партијата од работничка класа ја прошири кон оваа средна класа, притоа не губејќи ја работничкава класа. Они кога изгубија работничката класа отидоа кај што се сега. Условно кажано. Да, сега повторно го Ќе прави видиме, истото, ќе видиме. Сега. нели... Значи, Кир Стермер. нема Значи- константна политика. Еве, например, во македонското општество сега, затоа ме нервира, знаеш. Затоа што... Што е мрзеливост во македонската политика? Еве, ајде, сите се селат, вака било, така било, тоа е мрзеливост. Значи, реално, има луѓето во Македонија имаат своји потреби. Тие потреби кои што може да ги реши политиката во 4 години колку што трае мандат. Ке реши ли политиката иселување? Нема да реши. Еве. Ке реши ли политиката демографија? Боже сачувај. Овако, каде решила политика демографија, па ке нас ке решува. Значи, ништо од тоа што е долгорочно нема да Еве го сега реши. ќе знаеш, дајме онака. бесплатен совет. Ајде. Например, СДСМ е во моментов на двојно пониска разлика од ВМРО ДПМН според сите релевантни анкети, 22-12 е разликата. Од една единствена причина што СДСМ целосно ја изгуби работничката класа. Значи, 90%. И средната. И средната, И средната класа. Значи, СДС они види, они не биле никогаш партија на работничката класа, се разбереме, затоа што они беа партија на номенклатурата. Не, но имале да. гласачко тело Имало гласачко од тело, работничката класа. Го изгуби со транзицијата. Сега, Да се разбереме. но Заев врати дел со тоа екипирање 2016-та, дел од работничката класа ја врати, Со лаги. да. Во исто време, мораме да бидеме искрени, се прошири и направи еден биг тент Зоран Заев, Направи, така се вика политика. Дури направи еден исчекор кој што не покажа неодржлив. Например, се отвори кон албанската Етнички заедница. и така натаму. Тоа е голема Но, работа. Кога заврши се тоа, СДСМ, кога заврши тој мит за биг тент на Зоран Заев, СДСМ остана едно и единствено само партија на клиенти и скопска елита. Толку. Тачка. А без скопска елита, се, знаеш ли што е елита се? Таа што се испокрала пари од 90, тоа е. Ама не се сите Генерално тие со тоа. СДСМ. Да. И тука е проблемот на СДСМ. СДСМ не може да се шири со никој од споменативе кон ништо. Джет сетот, а никој од нив не летал во джет, али ајде, да. Проблемот на ВМРО ДПМН е што ВМРО ДПМН е одлично втемелен во она што се нарекува работничка класа во Македонија. Факт е тоа. Но ВМРО ДПМН е Не само тоа, види. Значи но- во оние 10 години од 2006 до 2017 они се проширија во средната сега класа во проблемот Македонија. е што во види, тоа е меѓувреме тоа, од да. кога изгуби Груевски па наваму, Да. изгубија дел од средната класа и сега ВМРО ДПМН треба да се шири кон тие што е можно повеќе, за да кон она, како да кажам, кон граѓанството, условно кажано, кон оние луѓе, не знам, програмери со добри плати, маши, жена, доктори не со добри само плати, тоа, некои да, такви добро, службеници, некоја учители, таква, да, што некоја така, таква структура среднокласна, ВМРО треба кон нив малку да се прошири за да има онака 67. Ме разбираш што сакам да ти И кажам. промената е, пази, за разлика од 2000-тите и од 2010-тите години, овој народ е
различен. Значи, прво, од 2008 има, од 2009, никогаш... Лјупче, не заборав, од 2009 има визна либерализација. Има мобилност. И огромен дел од луѓето излегува видео свет. И никогаш немајте да се залажувате дека префиксите идеолошки на партиите им ги носат гласачките тело, тоа нема врска. Затоа што СДСМ нема во работничката класа гласачко тело, како што ВМРО ДПМН како десница нема во буржуазијата гласачко тело. Ама нормално е тоа. Исто како што левица исто така нема во работничката класа гласачко тело. Нема, тоа е нормално исто. Значи левица има во моментов гласачко тело во млади, да бидеме искрени, и средна класа. Значи, еве вака да кажеме, има во можеме да кажеме, можеме втора во генерација која што произлегува од работничката класа, но веќе со високо образование и така натаму. И тоа е нормално, види, во светов такви партии како левица така почнуваат во еден хиперинтелектуален но тие муабети дека се они некаква работничка не се тоа. Исто како што ВМРО ДПМН е далеко од партија на буржуазијата, ВМРО ДПМН е класична партија на работничката класа. Ама нормално е тоа. Нормално. Они се Лейбор у Северна Англија, тоа е ВМРО ДПМН. Не, они се, како ти кажам, ајде вака, они ова теза знаеш нека многу ичнија сакаат од СДСМ која зборам. Значи, како социјалдемократија од да речеме на запад 50-тите, 60-тите, 70-тите, на тоа личат они, ВМРО. Што беше социјалдемократијата на запад 50-тите, 60-тите, 70-тите? Партија на работничката класа, но со една сериозна патриотска црта, ако можем така да кажем. Пред да скренат 80-тите едни лоши Еве, Ивица, дели, мојата теза, еве, сега морам да те прекинам, мојата теза дека уставни измени нема уопште да ги стават на гласање, се повеќе се потврдува. Што Телма вели, тактичко одолговлекување со уставните измени. Тактичко. Значи, нели се сеќават, имаше серија на изјави на господинот Артан Груби, на господинот Димитар Ковачевски, дека на крајот од јуни ќе бидат ставени во процедура уставните измени. Еве, дојдовме на крајот од јуни, денес е 27 јуни, се уште не се ставени уставните измени на гласање. Во постапка никаква и од власта тоа го нарекува тактичко одолговлекување. Ајде да се вратиме на теми каде што на пример може СДСМ исто да се врати дел од гласачкото тело. Да прекине оваа приватизација на здравството и на образованието што ја прават. Значи де факто сите потези кои што ги прават одат кон приватизација на здравството и на образованието. Ако, значи, приватизацијата беше зло кое што го направија 90-тите. Во 2020-тите години може да направат поголемо зло. Значи, со тебе сме зборували и во право си за тоа. Точно е, во Македонија здравството не е функционално како што сакаме да го видиме. Ама има едно полоша работа. Ако све се исприватизира, кој кажи во Македонија ќе може да се лечи? Никој. Како што во сите земји, како што во едно Косово имаат ужасен здравствен систем, како што дури и озбилни држави како Америка и се помалку јавното здравје е јавно добро. Значи, едно од темите на кои што ВМРО треба да настапи на следните избори е тоа, дека јавното здравство не само што ќе остане, ќе се надгради, ќе се упристои. Дека образованието ќе се награди, ќе се упристои. Ми кажува сега, еве, знаеш дека ќерка ми е 3-та година, за 4-та и веќе почнуваат со тие подготовки за универзитети. Ми каже, и сега гледам дека меѓу себе дискутирале, во 2-3 скопски гимназии, наводно, професорите се излегле од испит за државна матура и го ставиле таму сами пола саат. Да? Полудени се децава, затоа што знаеш, испаѓа дека во некои школи даваш неправедна предност во однос на другите за упис на факултет. Тоа се сериозни теми на тие години за нив и за родителите. Ме разбираш? Така што види, враќање на овие теми, ова се реални теми. Ова се навистина се реални теми, кои што сите ги тангираат во едно општество. Се, ако сакам, и сада сам има уште простор да изборите нешто тука да попри, ако не верувам. Затоа што они очигледно се ставија во проектов, да речеме, за приватизација на здравство и образование. Затоа што тоа се големи пари на кои што не ставиле шака од приватниот сектор. Не да Боже да стават. Уште тоа фали да се случи оваа земја.
па да се распушти се. Овако, мора да има јавни услуги, мора да има јавни добра. Мора да ги има. Во една држава. Да. Не само тоа, дури и овие јавниве услуги кои што се приватизираат, треба да се гледа како да се вратат. Или ако ништо друго, да се направат јавни компании кои што ќе им бидат конкуренција во тие монополски средини. Но тоа е тоа. Тоа е тоа. Така што Лјупчо го правиме СДС. Ова е што е ова, види, ова Не можеме без СДС. Не можеме без тоа е. СДС, да. Што да правиме? Да. Не, ама реално види, и треба на Македонија, од кај да знам сега, можеби меѓутоа и требаат силни, и требаат опции на Македонија. На овој народ му требаат опции за гласање. И сега ова што констатираме, СДСМ ваков каков што е не е опција. Слабоста на СДСМ експлоатира дуи, гледо кај стигнале. Ке треба за тоа емисија да посветиме. Ги гледаш ли мреживе на корупција што се прошириле околу семејството на Ахмети? Што е бе ова? Тој бил талентиран без да вложи ни денар, 36% лапал од Соравија. Браво! Да, Како мене не би тек. Ти викам, може и ја утре да се изедначам со Ворен Бафет на Не бе, Форбс. Чиме може ова се. можно, се е можно во македонската економија, во македонскиот. кавадарци? Цацко, тели си бе така и Ворен Бафет. Лјупче, тели си бе. Значи ви кажувам, Не, види. чим Она е види, ова е таков безобразен криминал, такво брцање во око. Дете колку години има? 23 години 23 години. го бивало бе. Да. И тоа го виде тој Соравија, австриецот човека, да, вика, он мене ме убеди со своето Не образование. види, за Соравија треба да се постава прашање. Затоа што види Соравија е легитимен бизнис. Што ги натерало нив? Што ги натерало нив? Да продаваат бизнис во кој што самите вложиле да биде изграден во центар на Скопје. Ајде. Се, јако би бил купувач, не овој Ахмети, прво тоа би си го поставил као прашање. Најверојатно тоа не функционира како бизнис. Али добро. Не, да не функционира како бизнис, да не е нешто насилно одземен. Не верувам. Не, значи тука тоа е сериозна африска фирма, тука има и австрийска амбасада, ќе разберевме за таа работа. Тие закладилници, председателот на Австрија дека тоа беше срамота, еве. Дојде тука председателот на Австрија нам да ни расправа закладилниците. Текнува. Добро, тоа е стратешки бизнис, не? Абе, кој стратешки бизнес кладилници? А овие ќутат до него. Абе, нашиве. Он е должен да си го брани својот Добро, ма бизнес. нашиве што ќутеа. Ние сме должни ние да си ги браниме нашиве интереси. Ке рече фала, меѓутоа има тука граници. До каде тој бизнес може да се развива. Апсолутно. Ама види се, Ивица, во секој случај, во однос на на цела оваа работа околу внукот на Ахмети, ова покажува уште една друга работа. И мене тука ме нервира една хиперсензитивност во македонското општество. Сега објективно ќе кажам, јас сум против таквиот начин на делење, кој ќе речат, еве гледате, албанци ве презимаат се. На глупости. И ја одма се фаќам за пиштол. Не. Ова е корупција на дуи. Ова не е корупција на албанскиот народ. Така е. Знаете? Така и е. немојте да го На прикажувате дуи, така. немој заборави на СДСМ. Значи се Па не, СДСМ има партнер во целата оваа работа. Значи немојте од ова да правите како беше на сложни калуѓери и во петок мрсат етничка приказна. Затоа што внукот на Ахмети, 20 годишников и Ахмети, со проблемите на еден обичен албанец во Македонија немаат врска. Ама не само тоа, тука еве на пример ќе кажеме уште една работа. Јас и ти ако ништо друго имаме изградена една дубава мрежа на колеги кои што се од албанската заедница во Македонија, новинари, универзитетски професори, аналитичари и така натаму. И еве се една работа која што ретко пробива во етерот во Македонија. Помеѓу албанците во Македонија дебатите се страшни на овие теми. Да. Значи во овој граѓански слој, можеме така да го наречеме? Не само граѓански слој, генерално помеѓу албанците во Македонија, ова е тема која што се дискутира, која што се дебатира, која што луѓето се огорчени. Да. Често представата кај македонците е дека нели албанците се условно кажано побогати од македонците како граѓанство. Не е така и статистиката тоа го покажа. Не е така.
И сега Али, Да. фамилијата Ахмети, фамилијата Салмани, Да. фамилијата не но знам. има и други фамилии, етнички македонци и од другите кои што исто така се имотни се, мораме да кажеме. Па да. И сега види, дали во Македонија најголемите бизнисмени дојдоа до својот статус затоа што неуморно како семејство едно 10 генерации вложува за да изградат капитал и да формираат фирми. Не. Во Македонија бизнисите беа политички подарени во 90-тите години на луѓето кои што денеска се нарекуваат олигарси. Тие луѓе са бајлето влегува во канцеларија нешто ситно малце со подобар статус од секретарката, од соработниците, после некој состанок кој што бил одржан политички, следното утро се разбудија како капиталисти. Факт е и тоа. Исто како што Ворен Бафет и ја може утре да бидеме на иста рамниште. Да. Не може така. Ама ова се случи, Лјупчо. Па и ова може ќе се случи. Ама не, ова се случи. Може и И сега Ковачевски гледаме победи на политички избори. се случуваат исти работи. И јас мислам дека наместо ако сакаме да го легитимираме ова крадење, ќе го свртиме етнички. Да, баш така. Да. Ако сакаме да го легитимираме ова крадење. Ова е крадење. Ова нема врска со етнички работи. Ова има врска со една работа, со една партија која што го монополизира Бадинтеровиот принцип во Македонија, само тоа. Апсолутно си го право. Апсолутно се согласувам, Ивица, со тебе. Тука негде ќе ја завршиме. И јас исто така мислам, да. Ние немаме мотори да се возиме сега како Заев и Филипче. Добро, ама затоа пиеме прекрасно друштво сега за пиење кафе со интелектуалниот совет на емисијата наша. Да. Ми биде на вистина драго, немаме мотори, немаме луд живот, не одиме по дискотеки, ама и тоа е живеано ние некако. И добро да се види. И навиваме за Миле Зечевиќ за лидер на СДС. Да, ти навиваш, онака. Јас сум повеќе за овие посериозни варијанти, или ајде. За другарот Вардарси. Не, иако би било весело да ја видиме таа кампања. После 2 години мандат ќе научам просто проширени реченици. После 4 години мандат ќе научи веќе и сложени реченици. Може би. Добро. Оливер Спасовски монотонен е би и он. Овој ќе биде поинтересен. Мене ми е суштината да има забава во нашето општество. Со Оливер Спасовски ќе нема забава, премногу е така. Па е, најзабавниот политичар во Македонија, американците на црна листа го ставија, бе, и тоа... Рамис Мерко, да. Еве, сега гледаш, забавата продолжи нешто, Вудро Вилсон таму го цитирал шо правил. Го видели тоа? Ова е... Тоа беше голем удар за македонскиот шоу бизнис. Не, Исто како што... голем удар кој што гледаш, кој што сепак може види, Да. сега креативноста може ке процвета. Исто како што повлекувањето на Зоран Заев беше голем удар за хуморот. Не знам дали следите дека ние во изминатите години од телевизија ги изгубивме сите хумористички програми. К15 немаме, веќе одамна. Немаме ни вчерашни, ни некњашни, ни вакви, ни онакви. Ние немаме хумор на телевизија. Го имавме Заев. Не, имаме обиди, тие види во време на шарена револуција што изиграва нешто. Добро, и пост шарена револуција имаш. Немаме едно оки одамна исто така. Да. Значи, и со заминувањето на Зоран Заев, целосно хуморот си замина од македонските телевизии. Веќе немаш, знаеш, да си изнасмееш на глупости. Не можеш веќе. И тоа е голем удар за менталното здравје на нацијата. Така што Зоран Заев треба да се врати. Како медиумска личност макар. Потребен ни е. Значи, Europe is the most sexy pill lady in the world. Мислам ние тераме утринско еспресо, вечерно шоу можеме да речеме со Заев на Радио Лидер, тоа ќе биде. И јас отворена покана, би се откажал од собствената плата за таа работа и така натаму. Само да ни открива тука детали. Ја можам да го буцкам. Мислам дека совршено ќе се најдам во таа улога. Потребен му е хумор на нашето општество. Го изгубивме, за жал, во меѓувреме. Немаме никаква хумористика на телевизија, немаме никаква забава, дури оние емисии кои се забавни стануваат се помонотони и монотони, токму затоа потребно е итно враќање на Зоран Заев на телевизија. Во која форма нека одлучи самиот. Добро. Значи, или на радио, или на YouTube,
било каде. Ни треба заев за малку да го искусиме абсурдот. Англичаните го имаа Монти Пайтон. Србите уште го имаат оној брилијантен кесич кој го гледам секоја недела ја. Ние немаме ништо такво. И тоа е сериозен предизвик за едно општество. Мојата прва девојка. Така да се вика. Значи 6 епизоди правиме за мојата прва девојка. Да. За мојата прва девојка од Дојран, од Горни Милановац. Од... Да. Човекот беше, не знам што да Јас кажам. и Порошенко. Па да ти кажам искрено и гледам бе на Филипче зашто му е добро да се дружиш со него. Филипче е интелигентен лик, замисли цело време си ги слушаш тие глупости. Забораваш на секојдневието. Уживаш у тоа. Уживаш. Мислам дека има подобар начин да уживаш. Имам другари што кои ќе му се начукаат, кои ќе се начукаат му се јавуваат на заев. Иначе да знаеш. И тоа е исто интересно. Интересен е за муабе човекот сега. Озбилно се избориме. Добро, значи Затвараме Дуќан. па сега види го спасивме СДСМ, така ли? Токму така играта на тронови на СДСМ ја затвараме овде првата епизода од The Song of Ice and Fire. Така беше книгата. Првиот том. Првиот том. Во песната на мразот и огнот. Да. Така е Да. преводот на таа книга. Види се да съм и личи на епска фантазија кој жанр. Па да, токму тоа е цела работа. Уште да пролетаат таму змејовите и ќе биде се по интересно. Сега проблемот е што само што одредени популации како шарени револуции Зоран Заев ги гледаше како дотраки. Шуто и роката. Да, се сеќаваш кога ги донесува у Вестерос дотраките, тие платениците и така натаму да го освојуваат Вестерос. Тоа заврши прилично лошо за македонското општество, но тоа е тоа, кога политиката ја гледате како еп, на крај завршувате како трагедија.